Ги следите регионалните вести на телевизија КИС. Управувајќи возило без дозвола во сообраќајна незгода повредена е 16-годишна малолетничка од Теарце и две нејзини сопатнички. СВР-тетово со фрапантни бројки укажува на опасноста во сообраќајот од возила кои се управувани од лица кои немаат положено возачки испит. Тројца повредени е билансот на вчерашната сообраќајна несреќа случена околу 15:30 часот помеѓу автобус и автомобил Ауди, управуван од 16-годишна малолетничка од Теарце. Во несреќата возачот на Аудито и двете сопатнички во возилото од Тетово на возраст од 17 и 18 години задобиле телесни повреди, со медицинско возило пренесени се и задржани за натамошно лекување во Тетовската клиничка болница, додека третиот сопатник на возраст од 18 години поминал без повреди. Првично причина за несреќата е пребрзо возење. Фрапантни се бројките кои ги евидентирал секторот за внатрешни работи Тетово за последните 9 месеци, кога откриени се дури 1500 поединци кои управувале возила без возачка дозвола, од кои над 900 на тетовските и преостанатите на гостиварските простори. Најбројни меѓу нив се млади до 25 годишна возраст, меѓу кои среќаваме и малолетници, кои најчесто управуваат автомобили, но во последно време и такси комбиња, минибуси и автобуси кои вршат јавен превоз на патници. Во изминатите 9 месеци од оваа година, како илустрација на погоре кажаното, да споменам дека полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вкупно откриле близу 1500 поединци кои ги управувале возилата без возачка дозвола, од кои над 900 на тетовските и преостанатите на гостиварските простори. Или само во текот на овој месец, заклучно со денеска, на тетовското подрачје вкупно откриени се 180 така наречени диви возачи. СВР-тетово со апел до граѓаните учесници во сообраќајот. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до граѓаните да се воздржат од користење на возила без претходно положен возачки испит и без да поседуваат валидна дозвола за тоа. Зашто на тој начин со управување возила без претходно положен возачки испит и без да поседуваат возачка дозвола, тие ја доведуваат во прашање сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот, дотолку повеќе што престојат значително отежнати услови за одвивање на сообраќајот, односно влажни и лизгави коловози и магливи утра во Полошката котлина. Секторот за внатрешни работи Тетово ги подсетува исто така родителите и најблиските на малолетниците да не им ги даваат возилата да ги управуваат без дозвола, зашто чинат сериозен законски прекршок. Имено, управувањето на возила без возачка дозвола според Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата се санкционира со соодветен поднесок и глоба која изнесува 300 евра во денарска противвредност, додека давањето возила на друго лице кое нема положено возачки испит се санкционира со глоба од 400 евра. Управувањето на возила без возачка дозвола според Законот за сообраќај на патиштата се санкционира со соодветен поднесок и глоба која изнесува 300 евра, додека давањето на возило на друго лице кое нема положено возачки испит може да го чини 400 евра. Пијан сопруг ја тепал својата жена, а жителка на Долно Палчиште пријавила како некој креирал нејзини лажни профили на Фејсбук со содржини кои наштетиле на нејзината чест и углед. Во продолжение на регионалните вести, информациите од полицискиот билтен. Случај на семејно насилство во Тетовска Брвеница. Имено 35-годишна жителка на селото вчера околу пладне била удирана со тупаници од незиниот пијан сопруг. Значително алкохолизиран 46-годишниот ДК дошол дома и почнал да ја крши и оштетува по куќнината, пошто и се нафрлил на пријавителката. Набрзо тој е приведен и задржан во полициската станица Тетово, а МК побарала кривичен прогон, зашто подолго време психички и физички го малтретирал семејството.
Вчера вечер околу 22 часот и 30 минути на градскиот плоштад во Тетово забележани, а потоа од полициски службеници на СВР Тетово приведени се две лица од Тетово, малолетник на возраст од 16 години и 18 годишен ВО, кои меѓу себе разменувале најлонски пакувања со непозната тревлива материја и пари. При тоа кај малолетникот пронајдени со потврда му се одземени 3 најлонски пакувања, известна сума парични средства, додека од 18 годишникот одземено едно пакување со ваква материја, метален боксирач и нож. Двајцата се приведени и задржани во полициската станица Тетово. Се работи на расчистување на случајот, пошто ќе се соочат со поднесоци. Злоупотреба на лични податоци пријавила 32-годишната АМ од Тетовско Долно Палчиште. Засега непознато лице на социјалната мрежа Facebook креирало неколку лажни профили на кои поставувало порнографски фотографии со што и наштетило на незината чест и углед. Се превземаат активности за откривање на креаторот на лажните профили. По втор пат во овој месец се одложи судењето на тетовскиот гинеколог кој се сомничи за смртта на 33-годишната родилка Виолета Кировска лани во август. Судењето се одложи поради неприсуство на вешти лица. Денешното судско рочиште против гинекологот Казимир Копривњак, вработен во Тетовската клиничка болница, се одложи поради недоаѓањето на вешти лица, доктори и професори од Републичкиот институт за судска медицина и Универзитетот Свети Кирил Методи од Скопје. Судијата соопшти дека установите од каде доаѓаат двете вешти лица, доктори и професори по медицински науки, доставиле писмени известувања дека поради службени патувања не се во можност да присуствуваат на рочиштето. Одсутен беше и технички советник повикан од одбраната. Поради овие причини, судијата одлучи дека вештите лица и советникот ќе добијат судски покани за наредното рочиште, кое се закажа за 28 ноември. Основното јавно обвинителство Тетово го товари гинекологот Казимир Копривњак за несовесно работење. Според обвинителниот акт, докторот на 19 август 2015 година, кога ја породувал Виолета Кировска, не ги презел сите неопходни превентивни мерки за заштита од настанување на тешки последици. Гинекологот започнал царски рез без претходно да обезбеди доволно количини крв. Во обвинението е наведено дека гинекологот по настанатото крварење не извршил навремена медицинска интервенција. За овој случај досега имаше две судски рочишта во Основниот суд во Тетово, во кои беа сослушани и сведоци повикани од обвинителството. Во гостиварската населба Питарница започна изградба на фекална канализација со капацитет за 250 куќи. Жителите се задоволни што ќе ги надминат проблемите кои им ги создаваат септичките јами. Проектот е на општина Гостивар. Околу 250 домаќинства од гостиварската населба Питарница во скоро време ќе добијат канализација за фекални води. Изградбата на канализацијата во должина од 360 метри отпочна денес. Зафатот го реализира локалната самоуправа на Гостивар, за што се предвидени околу 30.000 евра буџетски пари. Денеска сме во населбата Питарница, во градба канализацијата за фекални води. Должината на канализацијата е близу 360 метри. Инвестицијата ќе кошта близу 1.800.000 денари или 30.000 евро. И ние и во иднина ќе се трудиме и во другите населби да градиме канализации за фекални води, да им служат на граѓаните. Денес тука сме присутни на еден важен ден за жителите на населба Питарница. Имено долгогодишно беше нивното очекување и барање за реализација на овој проект, изградба на канализација за фекални води. Конечно денес е денот, почнува со реализација овој проект во соработка нормално со Советот на општина Гостивар и со градоначалникот на општина Гостивар. Значи, радосни сме сите, како и жителите што се тука собрани, се решава голем проблем за нивното нормално живење. Жителите на населбата Питарница велат дека со изградбата на фекалната канализација им се решава долгогодишен проблем. Задоволни се што ќе се надминат потешкотиите кои им ги создавале досега септичките јами. Ова канализација во Питарница значи многу ќе ни значи. После долг период веќе се отпочна, мислам дека во краток период ќе се реализират. И сакам да им се заблагодарам значи на граѓаните тука што денеска тука се радосни, значи после долг период веќе ова се санира. Како
граѓани на Гостивар, значи сакам да им се заблагодарам на општина Гостивар за реализираниот проект. Работите за изградба на канализацијата ќе продолжат во наредните денови и доколку владеат стабилни временски прилики, се очекува зафатот да заврши следната недела. Бесплатни превентивни прегледи и консултации ќе има утре за граѓаните на Тетово. Овие активности се организираат по повод Светскиот ден против мозочен удар. Сдруженијето за борба против мозочниот удар, Мозочен удар Македонија, по повод Светскиот ден против мозочен удар, утре пред платото на Центарот за култура во Тетово организира бесплатни лекарски прегледи за сите граѓани. Прегледите ќе се реализираат од 11 до 12 часот, а се со цел откривање на ризик факторите за мозочниот удар, како крвен притисок, срцев ритам, шеќер во крвта и невролошко испитување. Според последните податоци, 16.000 македонци се борат со мозочниот удар и неговите последици. Мозочниот удар е најчеста причина за инвалидитет, а втора причина за смртност во нашиот регион. Во светот на секои 2 секунди некој заболува од мозочен удар, а секои 6 секунди по еден човек умира поради мозочен удар. Од Сдруженијето појаснуваат дека мозочниот удар може да се спречи, а граѓаните треба да се запознаат со ризик факторите и да ја одберат здравата опција. Мозочниот удар може да се лекува, а само брз и навремен третман во првите 4,5 часа може да спасат живот. Знаците на мозочен удар, како слабост на раката или ногата, искривено лице, отежнат од или отежнат говор, се предупредување дека треба да се реагира брзо, апелираат лекарите. Нови 40 печати ќе бидат изработени како замена за оние што недостасуваат, соопшти од Државната изборна комисија. По пописот на избирачкиот материјал на вчерашната седница на ДИК било утврдено дека недостасуваат повеќе од 40 печати што се чувале во касарната Илинден. Според ДИК печатите што недостасуваат не можат да бидат злоупотребени на изборите, бидејќи новите ќе бидат различни. Се уште не е јасно што се случило со печатите кои биле во касарната, инаку Државната изборна комисија денеска го стави на увид избирачкиот список. Тоа значи дека граѓаните ќе можат да си ги проверуваат податоците се до 11 ноември, додека пак на 21 ноември ДИК треба да го заклучи списокот, а веќе на 1 декември тој да го потпише. Оттаму апелираат граѓаните кои што нема да се пронајдат по име, презиме, единствен матичен број, податоците да си ги проверат во листата на граѓани чии записи останале спорни, односно за кои има несовпаѓање на податоците. 3300 наблюдувачи на мост распоредени на целата територија ќе ги наблюдуваат предвремените парламентарни избори во декември. Граѓанската асоциација Мост најави дека 80 наблюдувачи веќе се распоредени во секоја општина во Македонија, истите ги следат активностите на политичките партии и државните институции, како и работата на изборните органи. Од Мост информираат дека граѓаните можат да пријават било какви нерегуларности на бесплатната линија 080 080 080. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска по распитот во Кривичниот суд за случајот Тендер изјави дека се работи за политички театар организиран од СДСМ и со поддршка на специјалното јавно обвинителство. Таа е првоосомничена во случајот за искористување на службените овластувања за фаворизирање на компанијата Бетон Штип, која е изведувач на градежните работи на Музеот на македонската борба. Во судот беше обвинителката на СЈО Фатиме Фетај. СЈО побара мерка предпазливост за Канчевска-Милевска, односно одземање на незиниот пасош. Во рамки на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, во Тетово се одржа женската тетовска одбојкарска лига за основци. Целта е зближување на учениците од различни етникуми, заедничко дружење и спортување. Се одржаа завршните надпревари на женската тетовска одбојкарска лига, во која учествуваа ученички од сите основни училишта во градот во рамки на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието. Целта е да се зајакне учеството на младите во меѓуетничкиот диалог во училишната средина и да ја зголеми граѓанската свест и почитување на човековите права меѓу младите во Македонија. Проектот работи со сите основни средни училишта во Македонија, како и со сите релевантни образовни институции, а работиме во насока на развој и поддржување на меѓуетничката интеграција во образованието, посебно затоа што сме свесни дека младите денес имаат многу малку шанси за заеднички активности, дружба и
проектот делува во насока, значи да им возложи токму такви активности каде што они ќе имаат можност за повеќе да се соработуваат, да се дружат и да делуваме во насока на разбивање на стереотипи и на предрасуди. Имаме случаи каде што македонци и албанци во повеќејазично училиште настават да следат од отделни објекти. Нашата цел да придонесеме да преку заеднички активности ги доближиме, тие остварат меѓусебен контакт и продолжат да комуницираат не само во рамки на училишниот живот, туку и надвор од него. Учени се сите основни училишта од Тетово, со тоа што се екипите се формирани со партнер училишта, застапени се двата наставни јазика. Имаме од 8 училишта 4 екипи, значи првата екипа составена од училишта Лирија и Кирил и Методи, втората екипа е Братство Миџени, имаме Кикиш со Истикбал и Најан Фрашери и Гоце Делчев. Значи целта ни е децата да се запознаат меѓу себе преку спорт, значи дружење, забава и нормално бидејќи Тетово е град познат по одбојката, има многу клубови кои што опстојуваат во овој град и школи. Има многу деца кои што тренираат, значи шанса да го пожелат своето знаење. Одбојкарска лига беше замислена во 4 турнира. Значи имавме претходно 3 турнира кои што се одиграа во салата на основното училиште Лирија, каде што секоја екипа играа помеѓу себе по 2 пати и денес значи ова не е финалниот турнир. Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието е имплементиран од Македонскиот центар за граѓанско образование, а финансиран од Американската агенција за меѓународен развој. Проектот е 5-годишна иницијатива, вредна $6,2 милиони. Фудбалскиот клуб Тетекс во рамки на 10-тото коло од втората фудбалска лига утре ќе го пречека Металург од Скопје. Надпреварот ќе се игра на игралиштето на Агенцијата за млади и спорт на спортскиот центар со почеток во 14 часот и 30 минути. За надпреварот со Металург не очекува една многу важен надпревар. Бодовите ни се многу потребни, како и секогаш. После победата над Евромилк, ако утре успееме да победиме, тоа би било одлична потврда на добриот резултат од изминатото коло. Меѓутоа, на проблемите на фудбалскиот клуб Тетекс никако да му дојдат крај. Значи, сите добро знаат дека на претходниот надпревар двајца играчи беа исклучени, добија црвени картони. Блашко Николовски и Ирфан Абази. Галовиќ доби жолт картон и он нема право на настап. Има доста повредени фудбалери. Барњачевски, Бети Мифтари. Така да не очекува еден многу тежок надпревар. Меѓутоа тоа што е, мора да се прифати таа ситуација и утре да се даде максимумот. Па што ќе биде, ќе видиме утре. Надпреварот е во 14:30 овде на спортско-рекреативниот центар. Повикувам публиката да дојде во што поголем број, да ни даде поддршка, да ни биде 12 играч. Многу ќе ни значи таа поддршка од трибините. Ако дојдат, ќе биде добро за екипата, тоа ги стимулира овие млади фудбалери да се надеваме на позитивен резултат. Секој противник што ќе дојде од Тетово, нема потреба да дојде овде. Треба трите бода да останат у Тетово, така да секој утакмица идеме на победа. Ова ни беше една голема лекција со Евромилк, па се надеваме дека ќе продолжиме така со победите. Би сакал да дојде да бидат сите трибини полни, да нема ни едно место ни за стоење у еден збор, па да не потреба да ги победиме.
Земјотресите разурнаа цели места во средна Италија, но речиси да нема човечки жртви. Во Италија по тешкиот двоен земјотрес од средата вечер се случи уште повеќе од 500 потреси. Некои планински села беа речиси целосно уништени. Со оглед дека многу куќи се урнаа или се под закана да се урнат, околу 5000 луѓе во моментов живеат во привремени сместувалишта. Покрај тоа вонредната состојба која е во сила уште од катастрофалниот земјотрес кој го погоди истиот италијански регион во август и во кој загинаа близу 300 луѓе е продолжена. Според досегашните информации, само едно постаро лице починало за време на земјотресите од инфаркт. На мигрантите што останале во кампот Џунгла во пристаништето Кале дозволено им е да спијат во преостанатите засолништа кои не се уништени. Хуманитарните организации поделиле ќебиња и храна за најмалку 70 лица, вклучувајќи 10 малолетници. Повеќе од 5800 лица се евакуирани од кампот минатата недела. Кампот е речиси целосно напуштен. Демолирањето продолжува, а властите најавија дека кампот Џунгла ќе биде исчистен до понеделник 31 октомври. Канцеларијата на Високиот комесар на Обединетите нации за човекови права Заид Ал Хусейн соопшти дека милитантите на Исламската држава екзекутирале најмалку 232 лица во ирачкиот град Мосул. Според Обединетите нации, милитантната група носела илјадници цивили во градот со цел да ги користи како човечки штит, додека ирачките владини сили и пешмерга борците се обидуваат да влезат во Мосул. Авионот во кој се наоѓал Мајк Пенс, подпредседателот на републиканците, а во него имало уште и 30 на луѓе, при слетувањето се излизгал од пистата на аеродромот во Њу Јорк. За среќа при инцидентот немало повредени. Во леталото била и сопругата на Пенс, како и неговата ќерка, од партијата потврдиле дека нема повредени. Подпредседателот Пенс учествувал на партиски собир во Порт Додж, кој бил дел од председателската кампања од каде се упатиле кон Њу Јорк. Делегати од 24 земји од Европската Унија се согласија Росово море на Антарктикот да стане прво морско заштитено подрачје на светот. Околу 1,57 милиони квадратни километри од Јужниот океан ќе добијат заштита од комерцијален лов на риби во период од 35 години, пренесува BBC. Борците за заштита на природата го поздравуваат овој потек и велат дека тоа е подрачје со исконски морски екосистем. Тие се надеваат дека тоа ќе биде прва од многу слични зони во меѓународните води. Денес имавме променливо облачно време, попладне со подолги сончеви периоди. Дуваше умерен до засилен ветер од северен правец. Утринската температура се движеше од 1 до 8 степени, а дневната од 12 до 15 степени. За утре метеоролозите прогнозираа сончево време и ветровито. Утринската температура ќе се движи од -3 до 5 степени, а дневната од 13 до 20 степени. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!